Денес се одржа главна расправа по повод поднесеното обвинение за ништење на документација во Управата за безбедност и контраразузнавање. Накратко, новинарите што беа таму видоа, расправата беше одложена заради дополнение на доказна постапка. Сакам да појаснам дека и обвинителот и одбраната можат, додека трае главната расправа во скратените постапки, да извршат дополнение на доказната постапка. Во конкретниот случај со оглед на одредени прашања кои што ги покрена одбраната, како не би била спорна воопшто надлежноста на јавното обвинителство, доставивме дополнителни докази и се надеваме искрено дека на наредната главна расправа ќе го завршиме конечно судењето. Дали обвинетата што денеска даваше исказ направи некаков пресврт во текот на судењето и вие самите кажавте дека даде инаква одбрана од она исказ што го давала во СЈО за време на истрагата. Како го коментирате? Право на обвинетите да можат да си ја изнесат својата одбрана и секој обвинет треба да го користи тоа право доколку смета дека тоа е во негов прилог. Така што од тој аспект ние не можеме да коментираме дали како некој ги извршува неговите права. Се разбира, она што секој го кажува, понатака судот е тој кој што финално ќе го цени и судот ќе даде осврт на релевантноста на одбраната на обвинетата. Тоа е елемент дека го дала пречиот исказ дали беше тоа целта на мотивот да се каже? Па ние и затоа и го поставивме на некој начин прашањето за да се откријат мотивите зошто пред специјалното јавно обвинителство не само конкретната обвинета, туку имаме и други претходно сведоци што сме имале, даваат некогаш и малку поразлични искази од оние што подосна ги дават. Меѓутоа ете тоа остана неразјаснето, ќе видиме понатака во текот на постапката дали ќе се дадат одговори на тие прашања од страна. Дали сведоците кажа нешто што е во линија на обвинението? Да, сведоците во целост, исказите на сведоците одат во целост на она што е офатено со обвинението. Претходно сведоците беа испитани во специјалното јавно обвинителство и нивните искази денеска беа потполно веродостојни со она што и ние го имавме како податок. Утре има со доказите кои што ги барате од Таргет тврди на адвокатите реагира. Станува збор за тоа дека беше спорена надлежноста на ова јавно обвинителство и дека не се работи за предмет кој што е во надлежност на ова јавно обвинителство, туку предмет кој што би требало да го работи редовното јавно обвинителство, за да докажеме за тоа дека е уништена документација која што е поврзана со системите за следење на комуникации. Предложивме како доказ да бидат изведени токму договорите за набавка на тие системи, кои што оригинали се наоѓаат во предметот Таргет тврдина и во тоа обвинение. Дали може да биде клучно неприсуството на Никола Бошковски како сведок? Не, воопшто, нема да менува многу. Тоа исказот на тој сведок само се надополнува на исказите на сведоците кои што ги слушнавме денес, кои што исто така потврдија дека тој сведок бил присутен, така што неговото отсуство нема да менува за овој предмет воопшто. уште нешто надвор од темата. Утре ќе има ново рочиште за Монструм. Дали обвинителката ве контактираше, дали побара од вас докази нешто што би имале во врска со Монструм? Во овој момент немам конкретен податок. Од тоа што го имаме објавено остануваме на тоа. Значи кај нас се води предистражна постапка во рамки на која правиме проверки, меѓутоа до сега официјално немаме ништо обзнането во таа насока и во однос на обвинителството искрено не би знаела во овој момент дали сме контактирани, ќе мора дополнително да ви одговориме на тоа прашање.